И натаму се враќаат децата од училиштата, и натаму родителите остануваат глуви за родителите. Каде се крши горда на законот и зошто и натаму институциите не преземаат ништо? За жал, Борис, така е. Ситуацијата на терен е се уште многу шаренолика, би рекла. Одредени училишта, после некакви укажувања од наша страна, ги вратија дечината во училишта, како што е случај со Димитар Беровски во општина Ѓорче Петров. Меѓутоа, од други училишта, како например Блажа Коневски и Лазо Ангеловски во Аеродром, Дане Крапчев во Газибаба, 11 октомври Кирил и Методи во општина Центар, Ванчо Прке во општина Штип, сите училишта скоро во Битола, едно училиште во Куманово имаме сознание, во Велес исто така. Тоа е што имам сознание, веројатно има и други. Директорите се уште се дрзнуваат да го кршат Уставот и Законот за основно образование и да ги враќаат дечињата без при тоа написмено да им одговорат на родителите зошто го прават тоа. Ова е небулозно, ова го нема во ниеден закон. Во законот вели дека родителот е должен да приложи потврда за примени задолжителни вакцини. Толку. Дали е таа потврда празна, дали е полна, дали е полупразна, училиштето не се замара со тој факт. И повеќето директори го сватија тој момент и постапија законски, без да ги кршат законите и Уставот, ги примија овие документи и си ги запишаа првачињата следат настава. Понатаму што ќе се случува со тие документи и така натаму, ќе видиме, ќе останува да покаже времето. Меѓутоа има и други директори кои тоа го кршат законот пред се и кои дечињата ги враќаат. Тука ми е следното прашање, ќе ве прашам зошто и натаму се инсистира детето да биде вакцинирано, здравото дете и да ја прими вакцината. Конкретно е прашањето, дали државата прави дискриминација кај најмладите во моментов? Апсолутно, Борис. Значи државата во моментов прави бескрупулозна и невидена дискриминација досега. Во Законот за основно образование има издвоено посебен член каде што е нагласено дека дискриминација не смее да се врши ниту во образовниот процес, ниту пак при упис. Значи, ова е класична дискриминација при упис. Сметам дека не постои таква мерка, односно одредба во законот каде точно пишува дека дечињата не треба да бидат примени. Не постои. Зошто и натаму одат конкретно? Се што постои, значи одредени власти се повикуваат на некаков си заклучок на влада од 135-та седница, каде што е донесен заклучок дека нема да се примаат невакцинирани дечиња во градинки и во училишта. Тој заклучок не е преточен во закон. Значи, не можеме ние да работиме по некакви заклучоци, по некакви одлуки. Ние работиме по закони и по Устав и по меѓународни конвенции. Крај.